Вратите на Европската Унија остануваат отворени, а патот за државата сега е неповратен. Шефицата на европската дипломатија по денешниот состанок со Димитров, Османи и Хан изјави дека потпишувањето на договорот со Грција на кој таа сведочеше ја направил горда. Могерини вели дека лидерството, одлучноста и храброста на челниците покажа како може да се решат спорови кои се навистина тешки. Таа повика на конструктивност и упати порака до сите политички сили во Македонија заедно да работат на спроведување на реформите. Се надеваме сите лидери и сите политички партии, но и сите граѓани сега ќе се однесуваат конструктивно за ратификација и имплементација не само на договорот потпишан со Грција, но исто така дозволете ми да го споменам договорот со Бугарија, кој исто така е многу важен. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан им упати порака на Димитров и Османи дека за среќа или несреќа преговорите со Европската Унија траат многу подолго од што траја преговорите за името со Грција. И тој, како и Могерини, испрати порака до опозицијата да помогнат во имплементација на реформите во државата. Сите се целосно фокусирани на позитивниот исход на прашањето за името, но многу други работи треба да бидат направени. И ова е нешто што високата представничка го мислеше кога рече дека сега гледаме конкретни работи направени во минатата година. Шефот на македонската дипломатија вели дека на последниот состанок на Советот за стабилизација и асоциација разговарале како да ја извадат Македонија од калта, додека денеска било потврдено дека земјата се наоѓа на вистинскиот европски пат. Не можеме да не ја споменам поканата од Алијансата, од земјите членки на НАТО. Тоа е едно големо охрабрување, една од двете главни стратешки цели од независноста од 1991 година конечно се отвара. Со сличен став излезе и вице-премиерот Бујар Османи, кој вели дека овие моменти се историски за Македонија и дека во моментов се разговара за почеток на скрининг процесот и создавање преговарачки тимови. Успеавме, градејќи прво партнерски однос со високата представничка Могерини и еврокомесарот Хан, кои заедно со своите тимови вложија несебични напори и ни спорачаа искрена поддршка за да успееме во реализација на овие амбиции. Советот за стабилизација и асоциација меѓу Република Македонија и Европската Унија како највисока форма на институционална соработка меѓу двете страни заседава на годишна основа. Првиот состанок беше одржан на 14 септември 2004 година, а состаноците традиционално се одржуваат во Брисел.